Денеска на првиот училишен ден решив да присуствувам на неколкуте свечености кои што се организираат во општина Куманово, бидејќи општина Куманово е општина со најголем број ученици и со најголем број првачиња. Трендот на опаѓање на учениците и бројот на деца во Република Македонија е загрижувачки. За жал се забележува опаѓање на бројот на деца кои што се запишуваат и во средното образование и покрај тоа што е задолжително средното образование, што укажува на трендот кој што постоел на иселување на млади луѓе од Република Македонија, семејства со деца во образовен процес. Се надеваме дека процесот на иселување на младите ќе запре. Министерството за образование и наука ќе превзема реформи кои што ќе значат враќање на квалитетот во образованието и правење на образовниот систем во Македонија атрактивен за учениците, како би останале овдека и би го продолжиле своето образование. Исто така разговаравме на средбата со градоначалникот околу капиталните инвестиции кои што биле правени во општина Куманово. За жал, Министерството за образование досега го оставила општина Куманово и образовниот систем овдека без поддршка во делот за капитални инвестиции. И јас најавувам како министер за образование дека целта на оваа влада е да не прави разлика меѓу градоначалници од власт и од опозиција, бидејќи интересот на децата треба да биде пред се и пристапот во помагањето на општините во капиталните инвестиции треба да зависи од состојбата во која што се наоѓаат училиштата, а не од тоа кој раководи со општината, односно кои се директори на училиштата. Тој позитивен пристап мислам дека го покажавме и со фактот што во минатиот петок објавивме дека ќе одобриме вработување во училишта каде што има навистина потреба без оглед кој е градоначалник или кој е директор во тие училишта. Би сакала на сите ученици, средношколци, првачиња и на другите да им посакам среќна учебна година. Денеска дојдов овдека и во средно стручно образование со цел да го промовираме стручното образование во Македонија. Освен медицинското, економското и правното, другите насоки на стручно образование се запоставени и не се атрактивни за учениците. Се надевам дека со измените кои што ќе се прават во наставните програми ќе поставиме систем кој што ќе ги привлече учениците. Ние правиме и напори и договор со одредени компании со цел да се овозможи практична настава на учениците во овие правни субјекти, комерцијални субјекти со цел тие да им овозможат настава која што ќе ги прави способни за пазарот на трудот. На тој начин да ги отвориме да вратите за поврзување на училиштата со бизнис секторот и создавање на кадри кои што ќе можат да се вклучат во пазарот на трудот по завршувањето на средното образование. Проблем на следниот старата влада, училиштата проблем. Значи, во моментов тој проблем не е на маса, заради тоа што да ви кажам, настапи преголем број проблеми и многу посериозни проблеми. Значи, има училишта кои што се буквално се распаѓаат и тоа се училишта, да речеме, кои што биле запоставени од Министерството, но исто така и од негрижа на градоначалниците, заради тоа што за некои училишта и градоначалниците не ја следувале документацијата со цел да се овозможат градежни активности. Голем дел од училиштата се обврска на градоначалниците, но за жал не биле приоритети. Така што верувајте, имаме наставни програми кои што се проблематични, имаме ситуации кои што бараат алармантно и итно делување. Така што мислам дека треба да се зафатиме со суштинските проблеми кои што постојат во образованието и кои што ги мачат учениците и наставниците. Министерке, зошто не ги посетите албанските паралели кои учат во бараки? Овдека се ми рекоа дека ќе бидат поканети и ученици кои што учат на македонски наставен јазик и ученици кои што учат на албански наставен јазик и моето инсистирање беше кога ќе дојдам во едно средно училиште да се сретнам со ученици од сите етнички заедници. Организаторот на овој настан ми рекоа дека тука ќе имам таа можност. Целта ми беше да пратиме од Куманово порака дека со животот, другарувањето меѓу учениците од различни етнички заедници е она што треба да биде усвоено како вредност во текот на образовниот процес. До кога ќе учат во бараки албанските паралели, пошто и во гимназија уште научат език директно? Значи јас ви кажувам дека има сериозни проблеми со
условите во кои што учат деца и без оглед на етничка припадност. Значи јас видовте дека минатата недела бев во Тетово каде што видов поплаки од ученици и професори кои што учат и предаваат во несоодветни услови на македонски јазик. Јас ви кажувам дека има училишта во Велешко каде што се во многу незавидна ситуација каде што учат ученици на албански јазик. Значи проблемот е универзален. Мислам дека тука не треба да ја гледаме етничката припадност. Проблемот со условите во училиштата постои за сите. За мене сите деца се еднакви и ги решаваме во зависност од горливоста на проблемот. Благодарам. Ви благодарам.